Урбани вести на Прва Скопска, добре дојдовте. Најнапред да ги погледнеме насловите за денеска. Почна реконструкцијата на улицата Лазар Личеновски. Изградбата на градинката во Стајковци се очекува да биде готова до крајот на октомври годинава. Исцрпени средствата за субвенции за електротротинети. Од денеска почна реконструкцијата на улицата Лазар Личеновски, која ќе се реконструира во должина од 493 метри, а градоначалникот на град Скопје очекува работните активности да завршат за околу 20 на дена. Шилегов ги замоли граѓаните за разбирање и трпение додека траат градежните работи. Екипите на град Скопје денеска ја почнаа првата фаза од реконструкцијата на коловозот на улицата Лазар Личеновски во централното градско подрачје. Увид во градежните работи на оваа делница денеска извршија градоначалникот Петре Шилегов и градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ. Градоначалникот Шилегов рече дека оваа улица важи за една од најоштетените, а неговите очекувања се дека истата ќе биде завршена во наредните 20 дена. Реконструкцијата на коловозот ќе се изведува по должината на улицата, односно ќе се реконструираат вкупно 493 метри. Покрај промената на коловозот, овдека ќе извршиме промена на рабници и целосно обновување на тротоарите по целата должина на улицата од преку 500 метри. Како што веќе кажав, денеска ги започнуваме активностите кои што ќе опфатат меѓу другото и оплеменување на просторот овдека околу Скопското кале. Трошоците за овој проект се одвоени од буџетот на градот и се во висина од 10,6 милиони денари. Јас очекувам од граѓаните да имаат разбирање за проблемите кои што се јавуваат во текот на одвивањето на сообраќајот, но едноставно градот не може да трпи. Очекувам баш и заради брзите рокови на изведба што пократко да траат сообраќајните метежи. Шилегов додаде дека во текот на летото ќе продолжат реконструкциите на повеќе булевари и улици во надлежност на град Скопје. Поради тоа, градоначалникот уште еднаш ги замоли граѓаните за разбирање додека траат градежните активности. Исто така, тој упати апел до сите учесници во сообраќајот да ја почитуваат поставената патна сигнализација и на дневна основа да ги следат информациите за привремен сообраќаен режим што ги објавува град Скопје. До крајот на октомври се очекува да бидат завршени градежните работи на градинката во Стајковци. Со изградбата на оваа градинка се очекува да бидат намалени долгите листи на чекање за упис на децата во градинка. Според проектот, капацитетот на оваа градинка ќе биде со можност да згрижи вкупно 140 деца. Градежните работи за изградба на градинката во Стајковци се одвиваат со полна бареја и се очекува да биде готова до крајот на октомври годинава. Градинката ќе се простира на површина од 1230 квадратни метри и ќе згрижи вкупно 140 деца. Ќе има 6 занимални и една група јасли. Проектот чини 30 милиони денари. Паралелно се работи и на проширување на детските градинки Морковче и Калинка, со што заедно со сместувачкиот капацитет во градинката во Стајковци се отвораат вкупно 220 слободни места за децата, а со тоа драстично ќе се намалат листите на чекање при упис во градинките, информираат од општина Газибаба. Од градот Скопје соопштија дека средствата кои се предвидени за субвенции за купување електрични тротинети се исцрпени. Денеска до 12 часот пристигнале околу 200 барања, а со тоа условот за завршување на јавниот повик е исполнет. Исцрпени се средствата предвидени за субвенции за купување електрични тротинети, односно денеска до 12 часот се пристигнати околу 200 барања, информираат од град Скопје. Со ова условот за завршување на јавниот повик е исполнет, а барањата на граѓаните за субвенции за електрични тротинети вработените во архивата на град Скопје нема да ги примаат. Со јавниот повик за субвенции за купување на електрични тротинети, граѓаните на подрачјето на градот Скопје имаа можност да набават електротротинети, а градот Скопје да ги субвенционира во висина од 30% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 7.000 денари со вклучен персонален данок на доход. Оваа е една од мерките кои градот Скопје ги презема во насока на промоцијата на мобилноста и алтернативните начини на превоз. Сервисни информации и актуелни случувања во Скопје.
Јули и август со пеколни температури, граѓаните да се заштитат од топлото. Обештетување на оштетен автомобил од падната гранка, само ако дрвото претходно било маркирано за сечење. Колешката Марија Петковска во продолжение ќе ве информира за сервисните информации, културните настани и актуелните случувања во нашиот главен град. Надвор од студиото на Урбаните вести повторно ве информираме за актуелните случувања, известувања и настани од градот. Почнуваме со подсетувањето до граѓаните на град Скопје дека за останатите сметки за вода и смет без камата може да ги платат до утре 28 јуни. Јавното предпријатие Водовод и канализација и Јавното предпријатие Комунална хигиена ги известуваат корисниците кои што имаат заостанат долг за потрошена вода и смет, тужен или редовен, дека имаат можност да го платат без пресметана камата за задоцнато плаќање се до 28 јуни. Можноста да се плати долгот без пресметана камата од страна на корисниците е со определено времетрајање во рок од 20 дена, сметано од 13 мај до 28 јуни. Физичките лица и правните лица ќе може да го плаќаат својот долг со склучување на договор до 24 месечни рати во зависност од висината на долгот. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека ќе се најде решение за дислоцирање на Центарот за третман на зависници од општина Кисела Вода, посочувајќи дека покрај предлогот за негова преселба во општина Газибава се разгледуваат уште две алтернативни локации. Идентификувавме неколку објекти каде би можеле да го префрлиме центарот. Наидовме на отпор од компаниите во општина Газибаба, но има уште две алтернативи што ги разгледуваме и ќе ги искомуницираме убаво со околината за да не се соочиме повторно со таков проблем, рече денеска Филипче одговарајќи на новинарско прашање. Утре ќе дознаеме дали цената ќе биде повисока или граѓаните ќе добијат пониски сметки за електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи со започнувањето со работа на универзалниот снабдувач компанијата Евена Home, која ќе биде оперативна на пазарот од 1 јули. Од регулаторна не очекуваат ценовен шок, а дали таа ќе биде повисока или граѓаните ќе добијат пониски сметки за електрична енергија од август, ќе се знае веќе од утре, по отварањето на понудите на тендерот распишан од универзалниот снабдувач со електрична енергија. Кога сме кај електричната енергија, да ви кажеме и каде се утре ќе нема струја. Поради технички зафати во дистрибутивната електромрежа во Скопје утре ќе има времен прекин на струја кај дел од корисниците во општините Студеничани, Аеродром и Карпош. Ова го најави регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Без струја, утре од 4 до 10 часот ќе бидат корисниците од целата Горно и Долно Количани, Вртекица, Рамни Габер, Црвена Вода, Цветово, Драчевица, Палиград, Алдинци, Мала Река и сите викенд населби на пат за Караџа во општина Студеничани. Утре од 9 до 13 часот струја ќе немаат корисниците од дел од улицата Даутица, како и дел од улицата Ѓуро Салај во општина Ѓорче Петров. Од 9 до 14 часот дел од улицата Прашка, дел од улицата Букурешка, како и дел од улицата Париска во општина Карпош. Од 9 до 13:30 часот корисниците од дел од населбата Лисиче, улица Божидар Рајковиќ, како и околината. Од 8:30 до 12:30 часот корисниците од улицата Димитар Македонски во општина Аеродром, а од 9 до 14 часот корисниците од дел од улицата Njegушева, како и дел од улицата Демир Трајко во општина Карпош. Општина Аеродром и Асоцијацијата Ластовица од денеска па до 31 јули ќе организираат бесплатни часови по латино танци. Деновите по латино танци ќе се одржуваат секој вторник и четврток во паркот на езерата, а часовите ќе ги држат волонтери од Турција, чија професија е латино инструктори. Целта на организирањето бесплатни латино танци за жителите на општина Аеродром е да се овозможи вклучување на сите лица во општеството без разлика на старосната граница и полот во културните манифестации. Инаку, Асоцијацијата Ластовица е граѓанска организација што се занимава со овозможување услови за инклузивно општество и заштита на правата на децата со посебни потреби.
Во рамки на Скопско лето, вечерва од 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар се игра представата Макбет од Вилијам Шекспир во режија на Нела Витошевиќ. Главни карактеристики на пиесата се крвавите раце на главниот јунак, моралната поука, постојаното присутна грижа на совест на Макбет и нарекувањето на трите вештерки, како појдобна точка за трагичноста на случувањата. Макбет е трагедија за човекот кој на средба со искушението ја губи битката, а со тоа се губи и себе си. Во представата играат Сашко Коцев како Макбет, Драгана Лошкова како Леди Макбет, Сенко Велинов кралот Данкан, како и Денис Абдула, Стефан Вујсиќ, Благоја Веселинов, Славиша Каевски и други. И за крај, временската прогноза. Синоптичарите за денеска најавија сончево време со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветер од североисточен правец. Веќе од утре и за време на викендот се најавува умерен до засилен северен ветер, кој ќе донесе благо намалување на температурите, а од понеделник следува период на стабилно и доста топло време. В петок понекаде е можна и појава на краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Синоптичарите од Управата за хидрометеоролошки работи велат дека во месец јули и август ќе имаме доста високи температури, па се препорачува до граѓаните во тој период да ги почитуваат општите препораки кои важат за екстремно високи температури со цел да се заштитат од топлото и од топлотните удари, а оние кои го испланирале годишниот одмор во тој период го направиле вистинскиот избор. Доколку одморот го планиравте за месецот кој следи, тогаш вие сте во право и нема да погрешите. Жешко, сончево и топло време прогнозираат метеоролозите за месец јули. Во текот на целиот месец температурите ќе бидат високи, времето ќе биде сончево и топло. Дожд и освежување ќе имаме само во првата недела од месецот. Температурите во просек ќе достигнуваат до 35 степен. Топло, сончево и суво време се очекува и во август. Кога температурите се високи, се апелира до граѓаните да ги почитуваат општите препораки, да се заштитат од директна сончева изложеност, да избегнуваат престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, да носат светла и лесна облека. При директна изложеност на сонце се препорачува носење и заштитни очила и капа. Препораката од Комисијата за следење на состојбата и ефектите од високите температури при Министерството за здравство е во текот на екстремно топли денови граѓаните да останат во затворени простории, пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простор во овој период да се најде можност за почести одмори под сенка. На хронично болните лица им се препорачува редовно земање на пропишаната терапија. Се препорачува конзумирање лесна храна и течности, а посебно да се внимава при подготовката и конзумирање на храната, како и да се избегнуваат термички необработени производи и внимателно да се конзумира сладолед и разни кремови. Потребно е внесување поголемо количество течности, најдобро вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолните пијалоци. При влегување во возило се препорачува возилото одреден период да се проветри. Се уште е мал бројот на граѓани чии автомобили биле оштетени од паднати гранки врз нивните автомобили при силни ветрови и невреме, кои се одлучуваат да поведат постапки за обештетување или тужби, бидејќи постапката е можна сложена, па многумина се откажуваат. Според законот за зеленило, одштета може да се добие само доколку дрвото претходно било пријавено или маркирано за сечење од страна на јавно предпријатие. Честопати се случувало при невреме и силни ветришта да се скршат гранки од уличните дрвореди и да направат штета. Најчесто страдаат паркираните автомобили, а во вакви случаи граѓаните треба да знаат дека може да побараат обештетување од јавното предпријатие Паркови и зеленило, но постапката е мошне сложена, па поради тоа многумина се откажуваат од процедурата. Се уште е мал бројот на граѓани што навистина се одлучуваат да поведат тужба и се подготвени за неколку годишни битки по судовите, пред се поради големите трошоци. Еден од условите за добивање одштета е претходно од Паркови и зеленило да го обележале за сечење дрвото од кое паднала гранката. Изминативе денови имавме непредвидливо време проследено со ветрови и неочекувани поројни дождови.
При силни ветрови и невреме, често се случува да има искршени гранки кои завршуваат на нечиј автомобил. Барањата за обештетување од паднати гранки се испраќаат до јавното предпријатие Паркови и зеленило за нивно утврдување на одговорноста, дали имало или не, соодветно на решението, кое не било реализирано, а е причината штетата. Според Законот за зеленило, одговорноста за настанатата човекова или материјална штета на зелените површини настанати при паднато дрво или гранка, ја сноси вршителот на одржување на зеленилото. Според овој закон, одговорно е јавното предпријатие Паркови и зеленило и тоа утврдува дали има услови за одштета. Но граѓаните не може да побараат обештетување за настанатата штета доколку дрвото што е причинило штетата не било претходно пријавено за сечење. За да се добие одштета е потребна потврда за сторена штета од Паркови и зеленило. Потврдата се добива само во случај ако дрвото што е направило штетата било маркирано од предпријатието за да се исече. Доколку тоа дрво не е обележено, тогаш нема одштета. Постапката за поднесување барање за добивање одштета при паднато дрво или гранка е во согласност со исполнување на следните услови. Се врши проверка дали предметното дрво е во надлежност на градот Скопје, односно на јавното предпријатие Паркови и зеленило. За конкретното дрво дали има издадено решение за сеча од страна на секторот за комунални работи на градот Скопје. На самото место за случката се повикува МВР и се врши увид со записник, а се прават и фотографии од сторената штета. Доколку се исполнуваат овие услови, за случајот се приложува и копија од лична карта и трансакциска сметка заедно со целата документација до Паркови и зеленило, пошто следува процедура за обештетување, со пополнување пријава за штета во осигурителната компанија каде што предпријатието е осигурано од дејноста. За утре и за време на викендот метеоролозите најавуваат умерен до засилен северен ветер кој ќе донесе благо опаѓање на температурите, а од понеделник ќе имаме стабилно и многу топло време. Денеска имавме температура до 32 степена, а утре до 29 степени. В сабота температурата ќе се движи од 17 до 27, недела од 13 до 28 и понеделник од 16 до 31 степен. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте. Довидување.